Во денешното издание на емисијата Култ култура, мој соговорник е Зорица Јаковлевска-Спировска, раководител на сектор во Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски. Разговараме за сите предизвици со кои се соочува библиотеката денес и кои се идните проекти. Добар ден. Добар ден. Во време на брз технолошки развој и внимание кое што трае многу кусо, како што велат новите генерации, колку што трае еден рил, колкав е предизвикот да се привлечат нови читатели, нови корисници кои ќе посетат библиотеката? Први ден посакам добре дојдовте во Националната библиотека. Да, храм на книгата во секој случај, но Националната библиотека со своите функции си носи некои дополнителни активности кои што не се карактеристични за сите библиотеки од библиотечниот систем. Националната библиотека е централната институција која што го координира целокупниот библиотечно-информатиски систем во државата, па согласно тоа произлегуваат и незините специфични функции, во таа насока и специфичноста на незините фондови, во таа насока и специфичноста на корисниците кои што се ја посетуваат институцијата и кои што ги користат нашите услуги. Најпрво сакам да кажам дека ограничувањето, значи нема ограничување од аспект на користење на услугите на библиотеката, сега можда највеќе заради тоа што фокусот со менувањето на видот на корисничките групи се става на тој отворен пристап, на пристап преку електронски пат, така да веќе ограничувања никакви нема, но морам на почетокот да посочам дека Националната библиотека е специфична, како што реков, од повеќе аспекти, особено заради тоа што нашите фондови се, како што се, нели, и од името може да се заклучи, се најголемите фондови што една институција од областа на културата, значи зборам што работи ваква дејност може да ги има. Па така имаме фондови од над 3 милиони библиотечни единици кои што се офаќаат сите сфери на човековото знаење. Тоа е така заради тоа што како ниедна друга институција националната фондовите ги собира врз база на комплетната продукција книжна во државата. Тоа значи согласно нашата законска регулатива, се што се печати во Македонија мора да биде донесено во Националната библиотека. Тоа значи дека фондот е многу разновиден, освен овој начин на набавки се разбира имаме и други начини на набавка, па голем дел од странската литература се добива и по пат на размена со библиотеките во светот. Така да имаме материјали кои што се разбира не може да се набават на ниеден друг начин од светските книжни продукции, освен на овој, така да тоа може да биде еден показател нели колку е богат нашиот фонд. Тоа се повлекува и специфична категорија на корисници. Значи во прв степен тоа се научни истражувачки работници, кои што да не бегам многу од прашањето, нели се таа категорија на која што библиотеката и фондот и книгата како физичка единица е незаменлива. Значи тие се корисници кои што додека не до изворот на информацијата, знаат дека тоа е вистинскиот начин да се дојде до права информација. Но од друга страна имаме и корисници, нели се поголема група на корисници кои што физичката единица книгата не им значи толку многу, нели, него се фокусирани на друг начин на извор на информации и тука е нашиот предизвик. Значи како да се трансформираме од една ризница, од една куќа која што во себе содржи значи илјадници книги со сета специфика што една физичка единица книга ја носи, до некои други нови услуги, односно медиуми кои што се интересни за новата група на корисници. Вие воедно правите и анализи за профилот на самите корисници низ годините до денес. Што открија вашите анализи? Да, јас како што споменавте на почетокот, значи сум раководител на сектор кој што работи со библиотечните фондови и услуги подолго време и тоа некако во рамки на моите работни задачи било инкорпорирано да правиме некоја статистика, да ја следиме, значи да ги следиме карактеристиките на корисничките групи и морам да кажам, значи на почетокот на 21-виот век, кога јас веќе дојдов нели овде, имавме поинаква категорија на корисници, значи имаше се уште голем дел од нашите корисници се од студентската популација. Нашата близина нели до кампусот студентски науки си има нели своја одлика и јас и ден денеска јас морам да кажам јас, значи за нас Националната библиотека беше место без кое што ние не можевме да завршиме факултет. И тука се спрема испитите. Така, да.
Значи не само од аспект на литература, него од аспект на простор, на се тоа што го носи една таква институција со себе, некако сметавме дека не можеме да станеме академски граѓани ако не поминеме некое време во институцијата, во ваква една институција. Многу брзо за 10 години тоа се смени. Значи, ние за жал денеска имаме Говорите за изминативе 10 години? Па да, може да се каже, морам да кажам тука короната е нели пресудна епидемијата со корона беше пресудна точка кога имаме некој драматичен упад во бројот на корисници, иначе тоа некако си одеше линеарно, значи имавме и погачување и намалувања. Јас ќе споменам еден дел од активностите кои што ние ги превземавме да се бориме со тоа, нели промена на навиките, да. Но многу беше интересно што сега на последниве 10 години, особено значи последниве 5-6 години, ние во нашите активности значи постојано имаме посети на организираме ние, но за среќа имаме и барања од училиштата, дали се тоа основни или средни училишта, се разбира факултетите тоа. Се подразбира. Да, се подразбира. Веќе се јавува некоја пракса кај наставниот кадар дека мора да ги носат во една ваква институција за да го надокнатат тоа што најверојатно недостасува во образовниот процес, и тие доаѓаат постојано овде во организирано. И за мене е поразително кога ќе кажат децата дека воопшто, па некогаш и професорите, дека воопшто не биле во Националната библиотека, не знаат кај се наоѓа. За која возраст обично станува збор, бидејќи вие споменавте основно образование, значи, образование или од средно? Дури студенти. Значи дури студенти кои што... И тоа има првата средба со библиотеката. Да. Да, тоа е поразително, знам. Ние веќе сме навикнати на таа работа, заради тоа што многу често, например, кога ќе дојде некој корисник, доаѓаат многу корисници, имаме значи надвор од државата, странски истражувачи, дури посетители туристички во последно време, тоа е некој нов тренд кој што многу сме радосни. Значи, јас како што на нив им објаснувам каде е Националната библиотека, се случува да морам да му објаснам на некој студент од нашите универзитети каде се наоѓа Националната библиотека. За мене тоа беше на почетокот поразително. И свативме во суштина каде е нашиот фокус. Значи, не можеме самостојно, нели, оваа институција, освен корисниците, има и многу други матични функции, меѓу кои заштита и дигитализација. Да. Се многу работи кои што во државата треба да се организираат. Значи, фокусот не се корисниците, но не е единствен, како например на некоја јавна библиотека. Но свативме дека нашата улога овдека е малце поширока, значи ние мораме да разбудиме свеста кај овие генерации, особено со контакти и едукација на наставниот кадар. Значи прво започнувате со наставниот кадар за да тоа се пренесе и на учениците. И сега веќе можда не спомнав порано дека наши корисници може да станат сите граѓани и лица нели на нашата држава и од странство кои што има навршено 16 години, значи нашите услуги не може да ги користат помали категории на корисници. Си има тоа зашто, тоа се правила на функционирање на сите национални библиотеки во светот, значи не само овде, и нашите материјали не може да се изнесуваат надвор од библиотеката, значи ги користиме исклучиво во нашите читалници, и тоа е ограничувачки фактор за некои корисници, нели? Така да не можеме да зборуваме ние за илјадници корисници, но тие што доаѓаат точно наменски, знаат што сакаат. Имате ориентациона бројка во моментот, па си да кажеме 100.000 корисници годишно ги користат услугите на библиотеката. Во таа насока сакав да кажам дека значи последно време, имајќи во предвид овој тренд, нели, почнавме да правиме едукација на многу помали групи. Возрастна зборувам. Најмалата група возрастна која што е дојдена во библиотеката, значи може малци случајно, беше од градинка. Тоа беше некои 5 годишни дечиња од една од скопските градинки, кои што учителката им ветила дека ќе ги донесе во библиотека и не знаејќи нели за каква институција станува збор, затоа што они обично одат по библиотеките, но по јавните библиотеки, тие што им се во близина, таа им ветила дека ќе ги донесе во националната, и тоа ќе нив направило некоја визија дека тоа е нешто нели големо и страшно, да, големо. И кога се најавија, ние покрај нашите нели тековни работи, односно тоа што мислиме дека треба да го правиме, ние ги прифативме и тие дојдоа и беше прекрасно искуство.
прекрасно искуство во смисла нивниот ентузијазам и нивната мотивација и затоа сакам да кажам дека во последно време многу често едукацијата ја правиме на корисници од основните училишта. Тие се нашите потенцијални корисници во иднина и ако на тие деца на таа возраст им се објасни нели што значи една библиотека, дека не е само позајмување на книги, дека е многу повеќе од тоа, дека е место за живот секаков, нели па и социјален, дека мислиме дека сме на вистинскиот пат. Така да мислам дека во таа насока имаме уште многу работа, но мислам дека тоа е вистинскиот начин на кој што можеме да ги смениме работите колку што можеме. Знам дека сте дел од голем број меѓународни конференции и семинари, каде што се среќавате со вашите колеги во светски рамки. Кои се нештата кои што не обединуваат, меѓутоа кои се нештата кои што може да бидат подобрени? Па да, значи ние не само што сме континуирано стручно се усовршуваме, зборувам сега за библиотекарите, но и за конзерваторите. Морам да напоменам дека во овака институција како матична библиотека за заштита имаме и конзерватори кои што работат исклучиво на хартија, пергамент и кожа. Тие се дел од постојано од континуираната едукација на библиотекарите во светот. Значи ги следиме светските трендови, одиме на конференции, знаеме што е во денешно време грејата човек да не следи во вакви услови на пристап до сите информации. Така да знаеме точно што треба да правиме, некогаш тоа можеме да го спроведеме, некогаш не можеме, но мислам дека сега насочени сме, тоа било континуирана насока во која што се развивала институцијата во текот на годините, но последните години имаме некој нов тренд да се повеќе ние стануваме домаќини на такви институции. Најверојатно го надминавме тоа чувство дека немаме што да покажеме. Сега веќе можам да најавам, лани бевме домаќини, минатата година бевме домаќини на една првата меѓународна конференција за заштита на културно наследство од аспект на библиотечни материјали. Имавме некои 40 експерти од страна. Посетата на библиотеката беше, мислам, во рамки на програмата и ние некако се почувствувавме дека стварно имаме што да покажеме и дека тие колеги кои што дојдоа од надвор видоа дека работиме на исто ниво како и големите светски библиотеки, се разбира нашиот репрес се националните библиотеки. Така да мислам дека од аспект на тоа кои услуги се воведуваат како нови, за да се, како што споменав на почетокот, се оваа нова категорија на корисници се привлече кон нашата институција, мислам дека сме во тек, во тренд сме, значи знаеме што треба да се прави, мислам дека почнавме интензивно да работиме на тоа и првите резултати се, мислам дека видливи. Верувам дека привлекувањето на нови корисници, на нови читатели подразбира и одредена маркетинг стратегија. Јас пак ја речам, че не сум маркетинг експерт, имаме колеги што се занимаваат со тоа, но многу ми е важно да имаме што да покажеме, да имаме материјал кој што ќе се промовира, кој што ќе покажа дека е вредно да се посети библиотеката, дека таа институција која што нуди најразлични можности, да не се повторувам, реков, нека не е само за користење на материјалот, него тука може да биде центар на многу збиднувања и социјални, едукативни и секакви. Така да во последно време, значи, фокусот ни е на организација, како што споменав, на конференции, на работилници, на настани целодневни, континуирани посети, промоции, и во оваа читална, каде што сме во моментов, мултимедијалната читална е отворена неполна година и тоа беше еден дел од нашата стратегија да создадеме современ и несекојдневен простор, не карактеристичен за нашите библиотеки. И ќе видите, овде нема класични маси читателски, овде не е тишина, овде имаме музика, овде имаме корисници кои што седат заедно и се дружат и учат, па некош пијат кафе, нели? Затоа што и тоа е посебен простор за нови средби и нови пријателства. Да, тоа е целта. Значи да ја понудиме институцијата како простор за поинакво дружење и мислам дека корисниците тоа почнуваат да го разбираат. Еве од тој аспект, значи се повеќе луѓе доаѓаат во оваа читалница и гледам дека не учат, него се дружат, зборуваат, ги присуствуваат на нашите настани, значи ние секојдневно во оваа читалница и во моментов имаме изложби. Ако тоа не се некои изложби кои што се подготвувани тематски за некоја посебна прилика, тогаш тоа се изложби на материјали од нашите фондови. Така да нема ден во оваа читалница да немаме ние изложба. Но на кој ниво е свеста кога станува збор за сето она
што го поседува библиотеката Свети Климент Охридски? Јас, пошто ли спомнавме, подолго време сум тука, цело време работиме, значи сум баш во тој сегмент на библиотечните фондови, на нашите посебни фондови, збирките кои што ги очуваат тоа движно културно наследство национално, дека ние сме зборувале за тоа, дека сме покажале што имаме, но постојано ми се враќа некоја информација повратно од корисниците дека тоа не било доволно, дека мораме повеќе да работиме од различни аспекти и ние сега еве на пример повторно вадиме дел од интересните ракописни материјали кои што јас пошто долго време работам на изложби, таа збирка беше презентирана нели и во Ватиканскиот музеј и во музеот Марија Монт Кралски во Белгија. Јас мислам дека горе-долу македонската јавност е запознаена со нашата ракописна збирка на словенски ракописи, но излезе дека кога ние и да презентираме или да понудиме нешто таа збирка има голем интерес. Тоа значи дека има многу простор за работа дополнителен во таа насока и таму ќе бидеме фокусирани секако во иднина. Во кој период од годината е најпосетена библиотеката? Јас од досегашното искуство обично тоа е околу сесиските недели на универзитетот или месец пред и после. Значи таа студентска популација ја користи институцијата за подготвување на испити. Научно-истражувачките работници се континуирано значи присутни во текот на целата година, но имаме сега некој нов тренд, како што споменав, на туристичка посета, па сега последни месеци, значи пролетни, мај, април, мај, дури и летните месеци доаѓаме во ситуација да не посетуваат групи на туристи од земјата и од странство, дури и стручни работници, на пример, се наоѓаме во многу интересен објект, нели кој што самиот недвижно културно наследство. Значи проект згради кои што се и старата и новата, дело на познатиот еминентниот архитект Петар Моличковски, тие се сами по себе интересни, па имаме на пример групи на студенти по архитектура кои што доаѓаат ги посетуваат од земјата и од странство. Значи може некој да дојде и од последно мислам дека имавме некои од Кина посетители кои што разбрале за нели специфичната архитектура на нашиот град и Националната библиотека како дел од тоа, така да веќе не можеме да кажеме дека имавме, ако порано имавме нека значи фреквенција која што одеше нагоре надоле, сега во текот на целата година ако им понудиме тоа што е интересно. Да, сега беше важно што ќе понудите и на кој начин ќе го направите тоа. Да, јас сум пресрекна што они веќе нас не следат. Значи ние имаме некоја категорија на корисници кои што постојано се присутни и активни сте и на социјалните мрежи. Да, морам да признам, нели? И не само тоа што се случува да го позитивно да го оценат, него и да ни кажат што од нивниот аспект треба да поправиме или да дополниме. Многу сме, сега например направивме на 23 април за Светскиот ден на книгата, многу интересен целодневен настан, никогаш така не сме правеле. Претходно бевме 3 дена присутни на улица Македонија со штанд на книги, значи нешто продававме, нешто подарувавме. И интересно е што сам еден настан беше доволно да ние имаме една цела категорија на нови корисници кои што еве не ја сфатиле, значи следбеници на социјалните мрежи, или сме сега веќе посебно и повеќе активни на социјалните мрежи кои што сфатиле дека овде може да има и некои поинакви активности освен читање и учење и така натаму. Ви благодарам Јаковласка Спировска за денешниот разговор и се надевам дека во предстојниот период ќе разговараме за уште многу нови поводи кои што ќе ги обединат на едно место во храмот на пишаниот збор новите читатели и корисници. Благодарам за интересот, добре дојдени сте кога и да посакате.